А неделава во тек е саемот за книги во Скопје, кој годинава за жал во недостаток на саемски простор, се одржува во спортската арена Борис Трајковски. Дали се уште имаме читачка публика, колку се задоволни издавачите и посетителите на саемот, ке ни пренесе колешката Поп Мајбах, која се наоѓа во моментов во книжевниот рај. Така ли е, Јелисалфета? Така е, студио, разговараме со собственичка на издавачка куќа. Продадовте нешто? Па ние сме задоволни. Имаше поголем одзив од минатите години. Продадовме многу актуелни наслови, ама имаше интереси за класиците. А вие сте собственичка на? 3 издавачки куќи. Машала, монопол, некој нема ни една. Океј, како се поминувате на саемов, што не се наоѓа на саем? Па ни кажаа дека во оваа сала одеднаш умеа да се насоберат и по 7000 луѓе, ама овој пат не беше баш така. А зашто не 7000 луѓе? Појма немам. Ама ние кога имаме саем тука, секогаш е полна салата. А вие од која издавачка куќа сте? Издавачка куќа? Јас сум Столе Стулов, ракометар. Шо боле изгледа во живо, него пред камери, шо бараш тука? Сега купив непол месец од професор доктор Јордан Хаджи Богатинов, Десков, Петковски, Миланов. Читате одбрана литература? Литература? Од одбрана преферирам 6:0. Ето така, не ви смета што саемот се наоѓа во спортска сала? Напротив, саемот на книгата не се суди според корицата. Океј, ете, студио, сите сме задоволни. Се надевам само дека следниот пат утакмицата и саемот на книга ќе се најдат на исто место. До тогаш очекувам да го видиме саемот на мебел на Бит пазар, саемот на иновации во Олимписки базен, додека Лесковачката, за која што ќе признаеме сите одевме на саемот, засега е дислоцирана на непозната локација.